Се враќаме со вториот дел од емисијава, посветена на Машинскиот факултет. Разговаравме со продеканот за настава и овде е професорката Чекеровска, каде што од професорска визура ќе разговараме за тоа што го нуди универзитетот, но и малку поголемо објаснување околу тоа околу тие програми кои идните студенти кои не ги знаат, се разбира, ќе бидат предизвик или на можност за студирање. Професорке, добро дојдете во вториот дел од моја емисија. Најпрво ви благодарам на поканата за нашето учество. И овде сме за да на некој начин кажеме и на некој начин да го презентираме нашиот факултет, конкретно Машински факултет и што се нели ни нуди нашиот факултет. Со продеканот за настава зборувавме за програмите кои ги нудите и за понекогаш што проговоривме околу тоа дека има мекатроника и основи на машинството, како програми кои идните студенти ќе може да се образуваат. Јас би замолил вас како професорка да зборуваме вака во два дела. Првиот дел ќе зборуваме за двата програми, а после ќе зборуваме и како интелектуалец околу тоа која е перспективата на развојната компонента на машинската наука, бидејќи предизвикот, посебно овој електроничкиот дел, машинско-електронички со роботика и така натапред, една-две недели дури и премиерот даваше награда на студенти кои имаат своји иновации. Значи, тоа е нужност во индустријата, воопшто во производството. Професорки, да почнеме прво. Основи на машинството. Што е тоа што тие треба да ги очекува студентите? Па конкретно, значи на двата смера, производно машинство што е првото, наша цел е на некој начин да кажеме во тоа производно машинство, да ги осознаат студентите всушност основните процеси, основните појави што се јавуваат, се разбира материјалите, значи сите оние основни работи кои што треба да ги знаат студентите. Меѓутоа битно е да нагласиме дека конкретно не се запознаваат и само со машини, да речеме на некој начин, бидејќи индустријата оди напред, значи се развива, знаеме како е развивањето, дека се оди напред. Па така и машинството како машинство одиме и ние со технологијата на напред, да кажеме. Главно ни е да самите студенти, освен самите појави, самите процеси што ќе ги научат, да знаат и оние основни алатки кои што треба да ги користат. Во смисол сега знаеме, сведоци сме на развојот на технологијата и дека се ни е поврзано со компјутер. Сега, јас сум во таа генерација што малку фативме и хартија, малку и компјутер, меѓутоа знам кој е придонесот, да кажеме, за компјутерите. Па така, одиме и ние напред во смисол да ги научиме нашите студенти дека машинството како машинство не е само работа или со машините, меѓутоа на некој начин е и размислување, начин на стекнување, на некој начин и развивање на нови делови, на нови елементи, во смисол работа со компјутер. Така првенствено, бидејќи конкретно мојот дел, да речеме, конструирање или цртање на компјутер, а осознавање, односно да може да се запознаат со основните алатки, исцртување на тоа што го знаат на лист хартија и на компјутер. Конкретно AutoCAD, понатаму SolidWorks, основните алатки кои што би им користеле и ќе ги користат во работата. Представата за машинството е големи машини, железарија, челик, прокрон челик, разни материјали од тврда природа, гломазни хали и така натаму, темни комбинизони, сето тоа веќе оддавна одмина. Јас премајќи се за нашиот разговор, дојдов до некои податоци дека воопшто во машинството денес дали 30% материјалите се на база на челик и на железо, туку се минуваат со современи материјали кои се многу леки, но отпорни, тврди, така натаму. Сето тоа му дава нов лик на науката за машинството. И на машинството, како што велиме и ние, дека работата ни е во погони, нели, во производство во погони, меѓутоа исто така јасно ни е дека пред да стаса во производство инженер како инженер, посебно, нели, машински инженер зборуваме, потребно е тоа некој да го осмисли, да го на некој начин измисли, да го нацрта, да го представи во смисол каков материјал ќе биде, како ќе се дизајнира, како ќе се нацрта и тоа, всушност е машинскиот инженер, да го представи во производството за понатаму, нели, да се изработува. Значи,
како што веќе кажавте, тие материјали како материјали, како што секоја наука се развива, така и на материјалите се развиваат по чиста средина, да кажеме на некој начин. Меѓутоа инженерите како инженери имаат по чистата работа, да кажеме, во смисла дека нивна работа е да го осмислат производот, например, понатаму да го дадат на изработка и се разбира да го надгледуваат тоа производство. Конкретно и ние сме сите сведоци и јас како машински инженер, а како и 10 години машински факултет што постои, гледам дека голема е заинтересираноста и на женската популација за студирање на машински факултет. Порано тоа не беше пракса, меѓутоа конкретно што гледам и до крајот на студиите се задржуваат и доста добри студенти ни се студентките, да кажеме, односно женската популација. Се менува односот кон машинството, бидејќи новото време, како што рековме, условите не е баш многу привлечно за понежниот пол, синиот мантел и црвеното пенкало овде, но тоа е одамна одмината работа. Сакам да поразговарам со вас, овде и со професор Џиду разговараме за појавата во Европа. Јас се спомнав Германија, но тоа не е толку важно како историја. Важно е дека денес мехатрониката е носечки столб на развитокот на машинската, воопшто на индустријата. Значи, составена како кованица на зборно во природата, тоа е роботика, електроника и машинство. Професорке, колку нашиви деца се заинтересирани за тоа? Кој им објасните на идните студенти дека тоа е перспективата за која што, ајде да не зборуваме не педагошки, дека утре може да имат да бидат почитувани граѓани, но и многу повисоки плати од другото. Конкретно заинтересираност мислам дека има за мехатроника како мехатроника и гледаме како се развива и светот, Европа, па и ние, нели, треба да одиме во тек со светот и со развивањето на технологијата. Гледаме дека пред се мораме да поставиме мехатроника или да се движиме во таа насока. Првенствено поради тоа се надеваме дека веќе од следната генерација, односно од следната година, дека ќе отвориме мехатроника и смер, за да би можеле конкретно да оформиме ние како кадар кој што ќе излезе од кај нас, значи мехатроничари што се нарекуваат, во смисол да можат да излезат и да можат да работат на овие проблеми. Овде простите професорке, но овде треба и општествено вложување, бидејќи тоа е една од малку поскапите гранки и на проучување и на постојање. Да. Значи, поскапи во секој случај и во секој случај треба да се поразговари, во секој случај треба да се поработи на, не да речеме на студирањето како студирање, туку малку да се поработи на, да речеме, практичната настава. Во тој случај ќе треба малку да се разработи и да се на некој начин работи на тоа да се формираат и лаборатории како лаборатории или институти кои што ќе ни бидат и конкретно за да можат студентите како студенти тоа практично да го работат. Имаме добри студенти, меѓутоа практична настава како практична настава потребно е ги носиме во фабриките кои што ги имаме во нашите индустријски зони за да би можеле тие тоа да го видат. Професорке, убаво кажавте, ги носиме во нашите индустријски капацитети. Колку е комплементарно оно што вие им го пренесувате, тие студираат, вие ги оценувате, им давате валоризација на знаењето и оние тоа што тие може да го употребат во постоечката производна индустрија во Македонија. Конкретно бидејќи и од искуство го имаме тоа, односно нашите дипломирани студенти работат во одреден број на тие фабрики, можеме да кажеме дека доста добро си имат снајдено и дека тоа знаење доста добро го искористуваат. Нели, знаеме, прва и основна работа која ќе кажат студентите, учиме сега физика, учиме математика, не им е јасно како би можеле тоа допирна точка да има со нивната работа, меѓутоа понатаму кога ќе одидат таму и со да речеме одредено време на пракса таму конкретно можат доста добро да се приклучат во работата. Еве, статистички во Македонија, барем од оној производниот дел, има веќе некаде повеќе од 25.000 работни места, соодветно на тоа е потребен број на техничари, инженери. Конкретно знам од искуство дека на пазарот на трудот машински инженери невработени нема и дека има недостаток. Сега во оваа година, во март, направивме отворен ден на машинскиот факултет и имаше голема заинтересираност од фабриките кои што не се наоѓаат овде во индустријските зони, збореме општо за Македонија и конкретно голема заинтересираност во смисол на тоа да кажат дека има недостиг на машински инженери. Значи тие бараат машински инженери, велат дека има недостаток
и тие се спремни да вложат на некој начин со стипендирање и првенствено и за пракса. Значи ги отвараат вратите за да може студентите практично да се осознаат, практично да работат, дали преку летото или и понатаму, за да можат и да ги задржат понатаму на работа. Што мислите за конјункцијата за соработката и нивно директно вложување? Рековме за една сериозна бројка на вработени во индустријата. Тие да вложуваат во кадарот преку стипендии, па и опремување на тоа е и целта. Да, тоа е и целта да тие се вклучат, бидејќи сведоци сме дека нашите кадари, нашите умови се повеќе излегуваат од нашата држава, поради тоа се надевам дека тоа ќе ни стане во традиција на тие отворени денови на некој начин да кажеме, за да ја запознаеме индустријата, да покажеме на некој начин дека индустријата е жедна на некој начин, индустријата бара машински инженери. Зборуваме инженери кои што ќе работат, па така тие бараат не само дипломирани, туку и апсолвенти, па дури и трета година да одат, значи машински инженери таму, за да им може на некој начин да ги задржат овде. Ова е добра вест. Ова е добра вест. Да. Доколку се направи општествено систем кој ќе профункционира, ќе имаме користи од тоа нашите студенти да не одат во странство, младите обучени луѓе, но и развој на вашиот факултет како истражувачки центар, како што реков. Професорке, благодарам што бевте дел од моја емисија. И благодариме вам. Поштовани гледачи, ова беше разговорот со представниците од Машинскиот факултет. На моја лично задоволство и информациите кои ги слушнавте дека нема невработени, дури од трета година компаниите ги бараат, па вреди да се поразмисли родителите и учениците, бидејќи валоризацијата на тоа што ќе се стекне во образовниот процес е многу поважна отколку дипломата која можеме да ја закачиме дома, иако е во најубава рамка. Сепак е само украс. Благодарам за вниманието. Се гледаме во новата емисија.